Сочна и сладка, крушата станува дел од нашето секојдневие, посебно во овој период од годината кога започнува нејзината сезона. Значи има многу круши, ама како ова не е, ова е најблага круша од другите круши што ги има на пазарот. Здрава, убава, сочна и блага е. Значи таа е најблага, таа е највеќе тражат муштариите. Па види сега да ти кажам спрема цената, добро е, троше се. Не е лошо, значи добро е, трошаме. Оние кои уживаат во овие сладки плодови, за кои Хомер во Одисеја напишал дека се дар од боговите, ги конзумираат на различни начини. Кружите највише ги јадам, ама кои се поевтини, сега са ми скапи. Береме, измиеме, постојат малку водите, они не ги многу прскат овие. Праве се и компот, ама кој праве, ја не правам компот, ја така се ги јадам. Ја кога береше круши, кога беше девојче, од блузата, од работничкото дело ќе избриши и право ќе ја јадам. Крушата е богат извор на витамините А, Б, С и К, додека од минералите во најголем процент се застапени бакарот, калиумот, калциумот, железото и магнезиумот. Како превенција од рак на дебелото црево, крушата е одличен извор. Исто така помага за оние кои што имаат напади од алергија, имаат стресен живот, доколку навистина живеете динамично, имате многу напади на депресија, тогаш навистина треба да посегнете по крушата. Веројатно најстарата круша во Македонија е од сортата Боздонка и се наоѓа во Ресен, во дворот на една семејна куќа. Се претпоставува дека дрвото било засадено во времето на Нијазибек, пред стотици години. Крушата е висока над 10 метри и таа е една од ретките круши во Ресен што не ја уништила болеста ервенија.